Зошто Ахмади муслиманите не го слават Милад ун Наби, Мевлуд или роденденот на честниот пратеник Мухамед саллаллаху алейхи ве селем? Ако мислите на славење во смисла на сечење торта, излегување на улица и правење парада, пеење, танцување и слично, тогаш ние не славиме на овој начин. Но кога станува збор за славење на животот, успехот, учењето и карактерот на честниот пратеник Мухамед саллаллаху алейхи ве селем, тогаш ние сигурно веруваме дека го славиме. Ако го погледнеме животот на честниот пратеник Мухамед саллаллаху алейхи ве селем, тој имал 40 години кога семокниот Аллах го избрал за пратеник на времето. Потоа следи период од 23 години каде што тој со своите примери покажал како треба да ги живееме нашите животи. Ниту еднаш не ги повикал и не ги собрал асхабите и не рекол: денес ми е роден ден, ајде да го прославиме. Не само тоа, тој ни рекол дека ако сакате да ги следите моите другари, следете ги моите асхаби и тогаш ќе бидете правилно упатени, бидејќи тие се како звезди. Значи да продолжиме понатаму. После смртта на честниот пратеник Мухамед саллаллаху алейхи ве селем, повторно нема ниту еден пример од халифите, асхабите или следбениците кои биле блиски со асхабите во времето на честниот пратеник Мухамед саллаллаху алейхи ве селем за постоење на место каде што се собирале и славеле на начин на кој што ги гледаме муслиманите низ целиот свет, како тоа го прават денес. Второ, кога станува збор за прослава, ние имаме Джалса Серат ун Наби, програма за животот на пратеникот саллаллаху алейхи ве селем. Ние не славиме роден ден, туку го славиме животот, карактерот и наследството што ни го оставил честниот пратеник Мухамед саллаллаху алейхи ве селем. Каков бил неговиот карактер и како треба да се однесуваме ние како муслимани. Што треба да им пружиме на децата во текот на воспитувањето и верското образование и колкава е важноста на молитвата. Каква била неговата врска со семокниот Аллах, што можеме да научиме од тој живот. Значи, дефинитивно, тоа е она што ние го славиме, а не е нешто што се прави само еден ден во годината. Ние славиме во текот на целата година преку рецитирање на салавати на честниот пратеник Мухамед саллаллаху алейхи ве селем. Значи, тоа е она што треба да се слави. Што можеме да научиме, што можеме да и пренесеме на следната генерација што доаѓа. Значи, го славиме животот на честниот пратеник Мухамед саллаллаху алейхи ве селем. Но тоа не го правиме со сечење торта и со прослава на улица, туку преку размислување, рефлектирање и примена на работите и учењата што ни ги оставил.